секогаш потенцираме и знаеме колку е особено важно, бидејќи здравјето е приоритет број 1, да се заштитиме себе си онака како што треба, да превенираме можеби некакви или спречиме некакви вирусни заболувања, нешто кое што е карактеристично особено за зимскиот период, како што имаме и влијание на различни други фактори кои негативно нели ни делуваат, но и сето она кое што го слушаме како информација. Тоа е дека за жал се зголемува бројот на заболени од грип и дека неговиот пик се очекува на средината на февруари. Добро е да го зајакнеме нашиот имунитет, добро е да ги слушнеме оние совети, препораки како од докторите, така и од стручните лица кои што веројатно во вистинско време ни ги даваат овие совети, па и да примениме нешто што во пракса ќе делува, но и ќе го имаме ефектот врз нашето здравје. Таква е една тема или во таа насока денеска ќе реализираме во утринска на Тилма, ако зборуваме за оние природни производи, она кое што го дала мајката природа и специфичниот начин на подготвувањето и на матичниот млеч, но и на конзумирањето на медот и информациите поврзани со сето тоа се разбира со нашиот соговорник денеска. Токму така, бројни работи влијаат на пат на имунитетот, ќе го споменеме и загадениот воздух и средината во која што живееме и веројатно секој во своето семејство се обидува да си го подобри имунитетот генерално на семено ниво, барајќи различни начини, а еден од нив е најприродниот. Доктор Ангел Петровски или доктор по ветеринарна медицина, ние денес во студиото, човек кој што долги години во друштво на пчелите и веројатно едно од најдобрите друштва кои што ги имате. И тоа само зборува за важноста на пчелите, генерално за биодиверзитетот, за функционирањето на светот и бидејќи како се велеше пред извесен период, да ако ги нема пчелите, ќе пропадне човештвото. И веројатно е тоа така, но за тоа генерално ќе зборуваме и за матичниот млеч кој што го споменавме како особено важен во придобивките на здравјето на граѓаните. Ангел, добро утро, добре ни дојде. И благодарам што ја прифати поканата да демонстрираме тука и за тоа нели како изгледа матичен млеч вистински, затоа што на пазарот се и се што нели може да се сретне, но генерално ќе зборуваме и за важноста на сите пчелни производи. Од каде да започнеме? Можеби од ситуацијата со имунитетот на граѓаните, што се придонесува за драстичен пат на истиот? Значи, Цеце, поздрав до сите гледачи на телевизија Телма. Благодарам за поканата. Денеска би сакал да кажам нешто повеќе за пчелните производи, општо за пчелните производи, потоа ќе се задржиме малку повеќе на матичниот млеч. За разлика од порано, што сега имаме самите природни ресурси до кои ни се достапни се многу поразлични, како овошјето, зеленчукот е позагаден со пестициди, водата е не е толку чиста како порано, самиот воздух е позагаден и тоа се придонесува ние да го тоа ни влијае на нашиот имунитет. Ако погледнеме што е самиот имунитет и како нашиот организам се заштитува на тие штетни фактори и како тој се одбранува, значи прво е кога ќе дојде во достапност со некои вируси, со некои штетни агенции, прво е кожата. Значи кожата, тука е, после ќе спомнеме зошто, матичниот млеч ја зголемува највеќе еластичноста на кожата и ги сопира тие штетни агенции или вируси да дојдат, да влезат внатре. Потоа организмот се брани преку температурата. Значи, кога имаме некој вирус или некоја бактерија, секој пат температурата на телото се качува за организмот сам да се одбрани против тие вируси. И потоа, кога ќе навлезе длабоко, тогаш веќе настапува имунитетот. Сега, кога ќе настапи имунитетот, многу е важно ние да имаме висок имунитет. Сега имунитетот не можеме ние да го изградиме за неколку дена или за една недела, тоа се гради постојано и се зголемува постојано и многу е важно да користиме вакви пчелни производи. На сите ни е познато, имаме многу зборувано кои се тие пчелни производи, сите го знаеме, значи кога спомниме пчелни семејства или пчеларство, сите не асоцира прво на медот, меѓутоа имаме и многу други пчелни производи. Би спомнал накратко за медот, значи медот ни дава една енергија на телото во текот на зимата. Медот ни помага за сите оние кои ни го зголемува имунитетот и е многу богат со антиоксиданси. Значи, за разлика од чекерот, кој има едни празни калории, со медот кој е богат на гликоза и фруктоза, даваме една енергија, ни помага за мирен сон, го зголемува серотонинот,
и мелатонинот поубаво спиеме, така да и влие исто и за и во имунитетот е богат на антиоксиданси кои ги ништи тие слободни радикали во организмот. Други пчелни производи, тоа е прополисот. Исто прополисот бил користен од многу плејада научници, фармацевти, од фараоните. Исто тој е богат на биофлавоноиди, тие се антиоксидантните својства кои ги има прополисот. Исто тој се бори против вирусот, има антитуморно, анаболично, регенеративно, противвирусно дејство. Тука би го спомнал исто и поленот, кој е еден извор на една енергија за организмот, бидејќи пчелите го собираат од сите цветови и комбинацијата од сите овие производи. Тука би го спомнал исто и восокот, кој се користи за секаков вид на креми, природни креми, исто тука и пчелниот отров кој се користи за сите ревматски заболувања, исто така за разобувувања, за креми и така. Меѓутоа, ние денес ќе се држиме на имунитетот. Сведоци сме, значи, на многу поразлично време од порано, затоа ние мораме да го одржуваме тој имунитет постојано и мораме да се приготвуваме во текот на пред зимата за да имаме јак имунитет. Тука би го спомнал, значи, денеска матичниот млеч. Зошто е тој толку значаен за нас, бидејќи матичниот млеч, значи, толку време сите го испитуваат и уште не може точно да се испита како тоа, значи, од едно исто јајце во пчелната кошница се развиваат и пчела може да се развива, меѓутоа и матица. Затоа пчелите до третиот ден тој едно исто јајце го хранат и пчелата и матицата се храни со матичен млеч. Меѓутоа после третиот ден пчелите се хранат со мед и полен, затоа тие се пчели, затоа живеат толку малку, а матицата затоа живее 5 години. Пчелите живеат 20 до 25 дена во активна сезона, меѓутоа матиците живеат 5 години и е 3 пати поголема од самата пчела, благодарение на матичниот млеч и на оние активни компоненти кои ги има во него. Значи, тука ви ја спомнал, за разлика од другите производи, пчелите, матичниот млеч тие го произведуваат од своите жлезди, од хипофарингиалните и мандибуларните жлезди. Значи, тие пчелите, како другите производи, не ги собираат од природата, туку пчелите го произведуваат. И тоа младите пчели од 5 до 12 дена внатре во кошницата. Сега, што е она многу значено за матицата да живее толку, тоа е благодарение на матичниот млеч и самите субстанции кои ги има во него. Тоа е благодарение на витамин B5 или патотенската киселина која има само во матичниот млеч и тоа многу повеќе за разлика 3 пати на ниво 30 пати за разлика од останатите субстанции или останатите. Исто тоа е ХДА или 10 хидрокси 2 делта децинската киселина која има само во матичниот млеч и по него се гледа квалитетот на самиот матичен млеч. Значи во светот секаде постојат лаборатории кај што може да се измери квалитетот на млечот, кај нас тоа ние немаме таа можност тука. Него оставаме на пазарот да препознаеме кој како се грижи за пчелите, кој какви пчеларски фарми има, дали има собствени пчели, како го произведува млечот, како го собира. Добро се има на пазарот, тоа споменавме. Како да препознае граѓанинот кој што сака да купи квалитетен или вистински матичен млеч, како тој изгледа? Значи, матичниот млеч многу важно е да се собира до третиот ден или до 72-иот саат. Се прават специјални стартери, самиот процес е многу тежок и од страна на пчелите, кои за една ларва, за 1 грам матичен млеч се гризат 300 пчели, значи да се произведе. Или секојдневно треба се оди до пчеларниците, се прават стартери, секој ден има работа и тоа кога ќе се собере веднаш, значи треба се замрзне, да се има подвижен фрижидер и после длабоко замрзнување се чува во замрзнувач, 1 година може да се чува матичниот млеч. Што доколку не се стави во замрзнувач веднаш? Ако не се стави во замрзнувач веднаш, тоа се губи квалитетот и ние не можеме тоа да го познаеме. Ќе користиме млечко што не е квалитет и нема да имаме бенефити од тоа, нема да имаме дали тоа значи ако се надмине времето од 72 часа? Исто да, ако се надмине времето од 72 часа, тогаш самата ларва испушта едни токсични материи или почнува да се храни, тогаш самиот квалитет нема да биде тој. Значи, затоа се внимава тој ден до 72 сат да се собере матичниот млеч и веднаш да се замрзне и тогаш може се чува во замрзнувач една година и да се користи. Сега може да покажеме само како изгледа тој матичен млеч. Пред да може слободно да тоа го презентирате. Прашањето е, верувам дека ќе ги интересира нашите гледачи, исто како што сакаме да препознаеме квалитетен мед
и сакаме да знаеме како би го препознале. Исто така веројатно и за матичниот млеч важи. Како би препознале дека станува збор за квалитетен матичен млеч и дека не се надминати, односно поминати или нарушени овие критериуми за кои што вие сега споменавте или правила? Да. Како што кажам, значи тоа е 10-та аминокиселина која што има во него, се испитува дали има и колку има неа. Значи треба нивото на таа аминокиселина да биде многу повисоко. Ние немаме тука такви лаборатории за испитување. Значи обичниот граѓанин не може да препознае дали купува. Затоа ќе го гледа самиот процес на како се грижат да го пакуваат млечот, како е спакуван во стиропор, значи дали со лед кој ќе ви го носат, дали на таа камера сега можеш да видиш како прикажуваш. Дали е спакуван, дали со лед се транспортира, дали е спакуван во стиропор, значи самото шишенце треба да биде темно, да биде замрзнат кога ќе го добиете матичниот млеч и потоа можете да го користите. Исто така во фрижидер вака треба да го чуваме? Во фрижидер може и самото шишенце да се чува, може и вака во стиропор. Нема никаков проблем. Добро, затоа што треба нели да е темна во темен простор колку што е направено. И се вади, да речеме, кога се користи, се вади на сабале пред јадење се користи, се вади се одмрзнува. Значи ова не е течна форма, така? Не, формата му е како млечно-бела боја има. Млечно-бела боја, кремаста консистенција. Дозволите, молам, само еве вака јас ќе прикажам на колегите, може вака. Зборувај си ти. Значи формата на матичниот млеч, консистенцијата е бојата е млечно-бела, консистенцијата е како крем. Густа се користи на савале пред јадење. Ете тоа, малку да се задржиме околу тоа како правилно се користи и дали има разлика во тоа дали ќе се дава кај дечиња, дали кај повозрасни во поглед на количината да премажат. Значи матичниот млеч се користи на сабале пред јадење, може да се дава и на деца, а и на возрастни. Сега за деца се препорачува да се дава над 2 години. Може и порано да се дава, меѓутоа треба се внимава да немаат покажани некои алергии на мед. Ако немаат никакви алергии, може и го зголемува матичниот млеч, го зголемува имунитетот. Кај децата особено, значи помага сега овој период кога имаме многу и загаден воздух и секако, значи помага многу на организмот да се избегнат тие штетни влијанија на што ги имаме. Исто така се користи, дозите за користење на матичниот млеч се од 0,5 грама за превенција или 1 грам веќе за лекување можеме, или како со форма на зрно лекија за превенција или зрно грашок за лекување. И инаку матичниот млеч содржи многу, како што кажав, значи многу супстанции кои што влијаат на целото тело. Исто содржи најмногу ацетилколин кој го има, кој е нервен трансмитер, кој ги пренесува нервните импулси од мозокот до сите органи во човековото тело. Исто има биоптерин, исто има роелактин, која е една супстанција има само во него, која ја преобразува пчелата во матица. Исто така, благодарение на овој матичен млеч, значи самата матица несе до 3000 јајца дневно, значи влијае на многу процеси во организмот, влијае на помага кај менопаузата, кај жените, има антивирусно дејство, бактерицидно дејство, за сите болести речиси помага во организмот, болести на срцето, на црниот дроб, ги изголемува хормоните. Исто така помага за го зголемува либидото, зголемува плодноста и исто така има благодарение на тој антиоксидативен ефект, тој ги ништи слободните радикали кои што од сите храни кои што ги внесуваме, сите штетни материи во организмот, че тој ги ништи тие. Исто има антитуморно дејство, а има антиканцерогено дејство. Помага, го земаат луѓе кои што при лекување со хемотерапија за да се зголеми имунитетот. Меѓутоа целта ми е да објасниме на луѓето дека сето ова тие треба да го земаат за да пред да се разболат и пред да бидат болни превентивно за пред периодот кој имаме најмногу вируси, особено овој период. Колку е важно земањето на матичниот млеч во континуитет, во смисла на тоа дали треба например да речеме да по одреден временски период од негова употреба и конзумирање после колку ќе можеме да ги почувствуваме првите ефекти, така да се почувствуваме како што
и објаснивте во однос на бенефитот од матичниот млеч и дали треба да се направи во таа константна употреба одреден временски период или кратка пауза, дали е тоа потребно? Па, за разлика од другите лекови кои што ги користиме, кои што ни помагаат врска со имунитетот, витамини, матичниот млеч за многу брз период имаме ефекти веќе на крвната слика. Значи тоа е веќе многу луѓе го користат, го конзумирале и ни кажуваат дека многу брз ефект има самиот матичен млеч. Значи за мене да има некој ефект, барем минимум 2 дози од матичен млеч или околу 20 грама треба човек да искористи и после може да направи пауза од 2 недели и пак може да користи. Значи нема никакви штетни ефекти за самиот организам. Значи може во континуитет на годишно ниво да се користи? Да, цело време може да се користи матичен млеч. Помлади и за повозрасни. Ја споминавте дозата, нели зрно ориз и зрно грашок? Не, зрно леќа е некаде како пола грам негде. Значи ако сакаме да влијаме на имунитетот или оваа поголемата доза доколку сакаме нешто да превенираме, но дали постои предозирање, да речам, дали ако се внесе малку поголема количина може да има некаков негативен ефект на здравјето или такво нешто не постои? Не, нема. На природните производи нема никаков негативен ефект, сега да не се претерува, нема потреба толку големи дози да се земат, значи околу 1 до 2 грама максимум. Дали има луѓе кои што нели го комбинираат, односно го ставаат заради каков е вкусот? Може тоа малку да го опишеме, Ангел? Вкусот му е, може да биде специфичен, кисел вкус има, благо кисел вкус има. Значи... Дали од таа причина нели некои од дечињата не може да го конзумираат? Ако се стави во некое јадење, сок, вода и така натака, дали тогаш се губат некои од својствата или може да се стави во сок, може во млеко, меѓутоа тоа да не биде топло. Како многу малите деца кои што не можеме да ги натераме да користат матичен млеч или не разбираат, исто така постојат и комбинации од матичен млеч со мед, со полен и со прополис, значи тогаш ефектот се го имаме и од матичниот млеч, исто така го имаме и од прополисот, од поленот и тогаш имаме поубав ефект. Тие комбинации ги имаме ние направено. Тоа е Royal Jelly, комбинација премиум со повеќе матичен млеч, Royal Jelly обично. Во него има суров прополис, има поленови зрна, мелен полен и матичен млеч и кристализиран мед. Меѓутоа медот мора да биде, чека само да покажеме каква е формата. Медот мора да биде насекаде, мора да биде кристализиран, еве какви се кристалите. Само почекај да еве. Да, медот треба да биде кристализиран за кога самиот матичен млеч да биде убаво измешан и тоа треба да се внимава. Затоа иста доза да имаме и од почетокот до крајот кога ќе внесуваме на сите производи. Затоа ако е течен медот, самиот матичен млеч испливува на површината и го користиме многу брзо. Тоа е разликата. Исто така комбинациите исто ефект има и самите комбинации, има добар ефект на организмот. За разлика од самиот матичен млеч. Имаме ли како нација навика да користиме матичен млеч? Веројатно не сите ги знаат бројните бенефити и ти ги наброја и веројатно не залудно се нарекува царска храна беше така, но дали нашите граѓани имаат навика да користат матичен млеч? Па да, имаат навика да користат матичен млеч, меѓутоа поголема навика имаат кога веќе имаме некој проблем. Да. Меѓутоа за превенција не е помала навика, да треба да се зголеми свеста и уште во најмала возраст на децата да се објасни за кој е бенефитот од користењето на пчелните производи. Меѓутоа се зголемува веќе почнуваат да користат сите, значи пчелни производи. Да, и на еден ваков начин да стигнат информациите, едукација, до нив за тоа колку е важно и да во ред имплементација и сето она кое што го препорачуваат докторите во однос на превенција и подобрување на имунитетот, но особено е добро кога имаме нешто вака мокно од природата, а сепак треба да го применуваме. Интересна е историјата на употребата на матичниот млеч кој што датира од одамна. 1922 година е откриено во благородно дејство на матичниот млеч. Знаеле за него што старите времиња, а според потоците кинезите го препорачувале или им го давале на старите лица исто како лек со едно благотворно дејство. Како човек кој што тоа го произведува и се занимава со оваа работа, веројатно многу повеќе знаете за оваа историја. Нешто што е интересен податок, не толку добро познат во однос на датирањето на употребата на матичниот млеч, некоја интересна приказна која потекнува од тоа време, би можеле во овие минути на оваа тема да споделиме? Да, значи
голема плејада на научници го испитуваат уште самиот матичен млеч и не можат уште многу работи има неоткриено, многу биохемичари уште ги откриваат активните компоненти на самиот млеч. Јас ги кажав тие најважните кои што ги има, ги нема на друго место освен во него. Исто бенефитите ги спомнавме кои би можеле да бидат од самиот матичен млеч. Меѓутоа би спомнал исто така и да се згореми малку поголемата свест за пчелите, да се заштити самата пчела. Меѓутоа ние во Македонија за разлика од целиот свет, значи плаќаат за да се однесат пчели, за да се опрашуваат храната, овошките, цветовите, плантажите. Кај нас во Македонија тоа го нема. Меѓутоа треба повеќе да посветиме внимание сега како претходната година и самите пожари имавме многу големи проблеми, многу големи ризици за самите пчели, веќе доста големи површини. Имавте ли штети некакви, Ангел? Па немавме ние штети, меѓутоа има многу големи проблеми имавме. Значи околу самите пчеларници веќе се е изгорено, значи сега треба се пошумува. Да, и би апелирал тука и до државата, ако се веќе пошумува, значи тоа да биде со некои медоносни билки, или ако веќе тој е скапо, значи може да биде багрем, значи наједноставно, кој пчелите многу, значи дава многу добар развој пролета. Исто така би кажал исто така имаме проблеми во Македонија со фалсификат на медот. Значи го има секаде, луѓето тоа не може да го препознаат, бидејќи немаме тука лаборатории за 100% ние да утврдиме дали медот е. Како лаиците, нели луѓето кои што секојдневно користат мед, да препознаат не може тоа квалитетен? Од око не може да се види? Од око не може да се види, значи од око не може да се види. Вкусот е многу важен, значи нешто се препознава, меѓутоа 100% не може да се познае. Има некои, например, да речеме трикови, така да ги наричаме, кои што ги има и на интернет, како да препознаете вистинскиот лажен мед, па нели да ставите во чаша вода, па ако падне на дното, имаш уште нешто, некои така слични, за откако веќе ќе го купиме медот, нормално треба да го купиме, па ќе го пробаме, па не сме сигурни дали тоа е соодветно како можност да го провериме или не. Најсоодветна е лабораториската анализа. Веќе Но тоа не може секој граѓанин да го прави. Да, не може, ама државата може тоа, значи да го исконтролира. Исто така веќе во Европа самиот пазар е презаситен и таму со такви фалсификатори, со фалсификат медови. Значи има многу едни нови методи, сигурно ќе додат и кај нас за некое време. А исто така многу е важно да биде декларирано тоа од кај е потеклото на медот. Во Македонија имаме кај да одите во маркет пишува потекло Република Македонија, а немаме ретко имаме, дали 10% има во маркетите македонски мед, друго е се увозно. Значи, самиот потрошувач да знае дали медот од која држава е и тоа треба да се направи. Исто така, ако сакаме да знаеме дали ни се квалитетни пчелните производи, дали има квалитетен мед, треба да сега е лесно барем достапно преку социјалните мрежи, ќе отворат на профилите, ќе видат какви пчеларници има, дали ги селат пчелите, дали стационарни пчеларници, какви се кошниците, како се грижат. Треба да знаеме за тоа, нели што треба, што не треба. Треба се селат пчелите и така за да имаме поголема достапност на полен и на нектар. И така ќе имаме поквалитетни пчелни производи со селидбено пчеларење. Добро, во глобала на пазарот имаме квалитетен мед или? Во глобала и може да се најде квалитетен мед. Може да се најде. Да, имам исклучоци секаде, така да. Да, споменавте тоа е проблем и во Европа. Тоа е и производството на медот е доста голем процес, бара многу работа, првенствено бара знаење, одржување исто така, хигиена на едно високо ниво и сето тоа треба да се почитува кога се произведува медот, како би добиле еден квалитетен мед. Во однос на процесот, она кој што вие го работите, трудот кој што се вложува, пчелите си го знаат своето и за тоа колку труд тие вложуваат, но кога зборуваме за пчеларите и оние кои што меѓу другото ни го доставуваат медот како таков, колку труд е потребно и колку всушност се вложува напор во одржување на сите тие услови за да се произведе квалитетен мед? Значи кога прво ние мораме да одлучиме кај ќе ни бидат лоцирани самите пчелни семејства, дали имаме возобилие на нектар, дали има полен за нив, дали има чиста вода. Значи тоа е се многу важно да имаме квалитетни пчелни производи. После, значи, контрола на самите пчели. Дали да имаме стручен кадар кој што ги контролира пчелите, да нема болести кај пчелите. Значи, лекувањето да биде, да се трудиме да биде да не биде со овие
токсични препарати, треба се внимава и каренцата на самите лекови. Исто така, многу е важно селидбеното пчеларење за да имаме квалитетни производи. Многу е важно, значи, да ги селиме. Затоа постојано пчелите ќе имаат и да не се става прихрана кај пчелите, или ако се прихрануваат, тоа да биде во некои години кога нема нема изобилие на нектар. Исто така, мора да се внимава и на генетиката на самите пчели, на самите матици, кои што да имат убава генетика, лоцирањето на тие пчели и исто така кога ќе селиме таму пчелите и самиот процес на вадење на медот мора се внимава, тоа се да биде хигиенски, се да биде на време завршено, значи бара многу посветеност, многу луѓе и многу знаење. А колку е захтевен процесот на селење на пчелите? Па да, многу захтевен е, значи се станува многу на сабале, многу рано, значи тие може да кажам, колка е процедурата временски, трае долго или? Па да, може 10 дена, 15 дена за да се пресел пример од 500 до 1000 пчели. 15 дена. Треба возила, треба луѓе многу. Да, со колку пчелни семејства располагате сега? Па ние располагаме над 1000 пчелни семејства на 25 локации во Македонија и ги селиме тие пчели. Бираме, правиме план кај ќе ги селиме, на кои места, да имаме убави на крајот да имаме квалитетни производи. Така е. Тоа значи дека веројатно годинава ќе има добар плод, да кажам, од пчелите? Па мислам дека сега да многу е важно исто да има снег, како што имаше ова година, да има влага во природата, да се надеваме да нема пожари и така и би требало да биде добро ова година. Како искусен пчелар и човек кој што е во ова, нели, производство, веројатно многу добро знаете да ги направите проценките и прогнозите за тоа каква ќе биде годината. Во текот на годината имаме и повеќе организации на фестивали на мед, денови на македонскиот мед, каде што се презентираат различни, нели, пчелари. Која е вашата проценка или прогноза конкретно за вашето производство за оваа година? Колку или како оди тоа во одредени периоди во однос на количината, нели, помалку, повеќе, каква била годината и така натака? Како тоа се проценува? Потребата од мед, значи сега се зголемува баш овој јануари, февруари, кога веќе имаме, луѓето се разболуваат, имаме вируси, како што е грипот сега, и луѓето тогаш наручуваат прополиси, производи за имунитет, и ние ги дистрибуираме, ние ги имаме во повеќе, во некои аптеки во Македонија, ги имаме и во маркети, исто и ние ги носиме лично до нив, така. Одлично, мислам дека ова беше добре дојдено особено во овој период, како што и вие кажавте и како што ние потенциравме во време на или во ек на грипот, па и вируси и настинки, да потенцираме, да го ставиме акцентот на матичниот млеч, на нешто кое што апсолутно влијае за подобрување на нашиот имунитет. И да потенцираме дека имунитетот се гради во текот на целата година, не само во овој период кога е загрозено нашето здравје како резултат на бројни фактори кои што влијаат. Така што се надевам дека ќе ја подигнеме заеднички свеста ангел за почестото конзумирање на матичниот млеч, но генерално и на сите пчелни производи. И она што го спомневте за државата и тоа кој што треба да направи во однос на заштита на пчелите. Ви благодариме многу и се гледаме во некоја следна прилика.